Se spušti sam so slava angelska, ni pokaža ti mudrost nebesna. Po patocega vodi ti i slaven bidi vo vekovi.
кога ќе ги забележам светилките и украсите низ излозите и улиците, знам дека доаѓа најубавиот период од годината. Надвор студи, меѓутоа сите сме во исчекување. На учениците во училиште, кога им кажувам за убавите манири и за овој период, тие најчесто се во исчекување да добијат подарок. Ретко кој од нив е подготвен да подари. Се надевам дека тоа не е така со нас. Затоа што моите деца веќе почнаа да вртат по каталози и реклами и да заокружуваат што сакаат да добијат за подарок и на кој што би поклониле. Ки пребројуваат нивните парички и се подготвуваат. И размислувам дали навистина знаат поголем број од децата што навистина значи празникот Божик. Вие, деца, дали знаете вие што е вистинското значење на празникот Божик? Божик е за подароци. Ние да си подаруваме многу подароци со шарена хартија, со златни и сребрени панделки. Така е, убаво е да добиваме подароци со златни и сребрени панделки. Но дали вие се сеќавате што сте добиле за подарок за време на Божик пред 2-3 години? Пред 3 години јас добив мобилен телефон, но сега тој е застарен модел и не можам да го користам. Подароците кои ние ги добиваме се подароци кои привремено ги користиме, така? И кои ги подаруваме и кои ги добиваме. Значи, Божик, деца, Божик е време кога имаме подарок кој што трае вечно. Добиваме подарок кој што трае вечно. Вечно е предолго време. Божик ни носи подарок кој што трае многу долго време. Може да играме игра и секој од вас да ми даде предлог кој подарок може да биде вечно. Божикните пораки што ги прекаме по мобилен. Така е, Клара, божикните пораки што ги праќаме по мобилен во овој период се милиони и тие стигнуваат до нашите уреди. Меѓутоа ги чуваме привремено. После некое време ги фрламе во канта за отпадоци и ги бришеме. Така ли? Да. Значи, зборуваме за подарок кој може да се досети, кој што трае вечно. Тоа размислував зашто го славиме Божик, дома би посетив еден мирис. Мама во кујната ми спремаше вечера и тоа ме потсети на моите милени јадења. Па, го славиме Божик заради прекрасните јадења. Например, печено месо, сарни и благи многу. Да. И јас ги сакам божитните вечери исто како и Ила. Меѓутоа, храната и пораките не се вистинскиот одговор, не се точниот одговор за тоа што е вечен подарок. Да видиме сега. Треба да запомниме. Божик е празник кој ни дава како подарок, вечен подарок. Дали некој друг се досети? Да не е чоколада. Пред Божик и потоа, секогаш мама и тато ми дозволуваат да јадам многу чоколади. Но каде е чоколадата што го доби од минатата година, од минатиот Божик? Таму кај што има деца, тешко дека чоколадите траат вечно. Ајде да се обидеме повторно. Таня? Јас си ги најдов капата и шал од валани. А пресказ направив најубавиот снежко на светот. Морковна нос, копчиња за очи. Браво, Хана, убаво. Снежкото е обележување на овој период. Меѓутоа, кога ќе се појават првите сончеви зраци, дали снежкото останува? Па нема. Јас ги најдов сиеличките од лани и ги видов и подароците, но тие не седат за секогаш. Тие после Божик една недела, тие се тргнуваат. Тие не се вечни. Дечиња, се откажувате, сакате да ви помогнам? Слушајте внимателно. Оно што сакам да ви го кажам е напишано во ова многу важна книга, што ја викаме Библија. Библијата е Божја книга и се што е запишано во неа е вистина. Бог постоел од секогаш. Тој е свет, што значи никогаш не сгрешил. Тој ги создал небото и земјата. Всушност тој создал се. Небото,
Звездите, сонцето, месечината, морето, растенијата, животните, се. А што е со нас луѓето? Дали не создал и нас? Па и нас не создал. Првиот маж и жена биле наречени Адам и Ева. На почетокот тие биле блиски пријатели со Бог. Се било совршено. Бог им дал преубава градина за која тие се грижеле. Тој им рекол дека може да јадат од сите дрвја во градината, освен од едно посебно дрво. Бог им рекол дека доколку каснат од плодот на тоа дрво, ќе умрат. Бог на луѓето им ја дал способноста да носат одлуки. Како што вам, например, ви дал можност да донесете одлука за кој фудбалски тим ќе навивате или која чоколада ќе си го купите во продавница, така? И така и Адам и Ева можеле да донесат одлука, и за жал тие донеле одлука да не му бидат послушни на Бог и јаделе од плодот од забранетото дрво. Кога го направиле тоа, нештата веќе не биле совршени како порано. Гревот влегол во светот. Од тогаш наваму сите луѓе се раѓаат со проблем наречен грев. Гревот е сето оно лошо што го мислиме, зборуваме и правиме. Тоа е непослушност кон Бог. Ние луѓето честопати одбираме да живееме на свој начин, а не на Божиот. Сети се колку пати мајка ти те прашала дали ти е чиста собата, а ти си рекол чиста, иако било многу растурена. Кога кажуваш лаги, ти си му непослушен на Бог. Кога ќе земеш нешто што не е твое или ќе помислиш нешто лошо за некој човек, тогаш си му непослушен на Бог, деца. Гревот не одвојува од Бог. И затоа не можеме да одиме на небо, а тоа е Божиот совршен Бог. Бог мора да го казни гревот, а во Библијата читаме дека казната за гревот е да бидеме вечно одвоени од Бог. Сето ова што го кажа досега звучи како лоши вести, нели? Ама чекајте, има и добри вести. Бог е исто така и Бог кој љуби. Тој направил план за спасение. Бог толку многу не сака, што го прати својот син Исус Христос во светот. На Божик ние всушност го славиме неговиот роден ден. Тој порасна, лекуваше болни, поучуваше за Бог и правеше многу други чуда. Исус никогаш не сгреше. Тој никогаш не му бил непослушен на Бог, но сепак умре на крст, за да ја плати казната која ти ја заслужува за гревовите. Тој умре за твојот и мојот грев, за ние да не мора да страдаме. Зарем не е тоа супер, деца? Но тоа не е крајот. По 3 дена Господ Исус Христос воскресна од мртвите и со тоа покажа дека за секогаш ја победи смртта. По 40 дена тој се врати на небото, каде што е и денес. Еден ден тој повторно ќе се врати назад и со себе ќе ги земе сите оние што веруваат во него, па сите заедно ќе бидат на најубавото место што постои, небото. Единствениот начин еден ден да бидеш на тоа место е да поверуваш во Господ Исус Христос. Побарај од него да ти ги прости гревовите и тој ќе го направи тоа. Тогаш ти ќе бидеш Божјо дете, а неговото ветување е дека тој никогаш нема да те напушти. Само на тој начин еден ден ќе можеш да бидеш на небото. Таму на небото ќе живееш вечно. Токму поради тоа го славиме Божик, деца. За Божик најважно е да го запознаеме Исус како Спасител и Цар. Тоа е навистина нешто што трае вечно. Se fazia do zapleskał, se robi malo bebe.
свеќа од адвентниот венец. Исус е светлината на светот. Ние сме повикани да гледаме непрекинато во неговото лице и да стануваме послични на него. Изворот на нашето обожување е во Исус, спасителот на светот. Еден од најзначајните благослови во Израел бил Ароновиот благослов кој гласи: да те благослови Господ и да те чува. Да погледне кон тебе Господ со светлото свое лице и да те помилува. Да го сврти Господ кон тебе лицето свое и да ти даде мир. Читаме од Псалм 80. Пастиру Израелев, послушај. Ти кој го водиш Јосиф како стадо, кој седиш на херовимите, заблескај. Пред Ефрем, Венјамин и Манасија издигни ја силата своја и дојди да не спасиш. Боже, поврати не, нека светне лицето Твое и ние ќе се спасиме. Господи, Боже на силите, до кога ќе бидеш гневен на молитвата од слугите своји? Ќе ги храниш ли со леп од солзи и напоиваш со солзи изобилно? Не направи показ за кавги помеѓу нашите соседи и нашите непријатели ли се смеат? Господи Боже на силите, поврати не, нека светне лицето Твое и ние ќе се спасиме. Твојата десница нека биде на човекот на Твојата десница, синот кого си го согледал за себе. А ние нема да отстапиме од Тебе, оживеј не и ние ќе го призиваме Твоето име. Господи Боже на силите, поврати не, нека свети лицето Твое и ние ќе се спасиме. Амин. Како за последна молитва, имаме прекрасната молитва која гласи вака: прекрасен и возлюбен Боже, те славиме, те обожаваме, ти благодариме за се што ни имаш дадено. Ти благодариме за животот и за се што го прави животот вреден за живење. За нештата кои сакаме да ги јадеме, за нештата кои сакаме да ги правиме, за луѓето кои не љубат и кои се грижат за нас. Но како што сега ти благодариме, свесни сме дека не секогаш ти кажуваме благодарам. Посебно на начинот на кој ги живееме нашите животи. Жал ни е за нештата за кои се сеќаваме, погрешните нешта што ги имаме направено, зборовите кои не требало да ги кажеме и за начините на кои ги имаме повредено другите луѓе. Најпрекрасен и возлюбен Боже, прости ни за се што е погрешно во нашите животи, преку силата на Светиот Дух. Помогни ни да живееме онака како што живееше Исус, за да ти бидеме благодарни за сите Твои дарови во се што зборуваме и правиме. Го бараме тоа во Негово име. Амин. Ќе запалиме последната свеќа од адвентниот венец. Тоа е свеќата за Исус Христос, светињата на светот. Амен. Христос се роди. Навистина се роди. Добар ден на сите. Сакам да ви посакам прекрасни, благословени, новогодишни и божитни празници и сакам да ви поздравам со поздравот Христос се роди. Веќе ја гледавте божитната детска програма која имавме во ЕЦ Аеродром. Го гледавте и моментот на палењето на свеќата на адвентниот венец, каде што читавме дел од Божиот збор, читавме една молитва и тоа е една прекрасна традиција која ние практикуваме кај нас 4 недели пред Божик. И сега би сакал да споделам со вас една божикна порака која за мене беше благослов, верувам дека ќе биде и за вас. Сакам да зборувам за ситуацијата можеби во која се наоѓаме честопати. Посебно со короната, можевме да видиме дека во светот ја немаме ние контролата. Понекогаш се чувствуваме можеби како споредни ликови, едноставно мораш да си го најдеш местото, мораш да видиш како да се прилагодиш. Короната откри многу нешта, посебно откри дека немаме апсолутно никаква контрола. Колку да сме модерни, колку да сме напреднати во науката, во знаењето, во мудроста, во што и да е, понекогаш чувствуваме дека ја немаме контролата и се чувствуваме како споредни ликови. Знаете тоа што кажам дека сме споредни ликови во најголем дел од времето, тоа не значи дека тоа е некоја понижувачка позиција. Споредните ликови
се исто толку важни колку и главниот лик. Често пати во филмовите. Се сеќавам на првиот пат кога го гледав филмот Batman The Dark Knight, оној што го глумеше Хит Леџер со Джокерот. Кој ќе го видиш тој филм, едноставно незамисливо е филмот да биде снимен без Джокерот. Джокерот ја дава причината за да постои Бетмен. Много интересно. Тоест, Джокерот ја потврдува таа улога на Бетменот. Бетменот на некој начин станува Бетмен, ја глорифицира таа улога која има, затоа што треба да го порези еден од најважните непријатели. Споредната улога е толку важна во таа приказна. Во приказната на Исус има многу споредни улоги. Ги имате тие, посебно во првите денови на неговиот живот, каде што тој се уште не зборува, не поучува, ја нема почето мисијата, имаме толку многу споредни улоги кои се појавуваат на самиот почеток. Ги имаме тие споредни улоги кои го потврдуваат личноста Исус, го очекуваат, ги имаме тие споредни улоги кои го најавуваат, ги имаме тие споредни улоги кои со радост го прифаќаат тоа или се грижат за Исус, но ги имаме и тие споредни улоги кои не сакат Исус да постои, едноставно се подигаат една цела група кои сакаат да го уништат, да го сопрат, едноставно да не постои Исус. Секаков вид на споредни улоги има и сите тие се толку важни и се толку важни за приказната. И затоа приказната за Исус е толку силна, силна што обстоила со текот на историјата и верувам дека има уште една друга сила зашто ја одржува таа приказна. Не е само затоа што е прекрасна приказна која може да ја слушаме, туку е делотворна, туку е жива приказна која менува човечки животи. За денес посебно сакам да зборувам за еден лик кој се појавува многу малку во приказната на Исус, но е многу важен лик. Ќе читам од Евангелието според Лука, 2 глава, 22 до 40 стих, значи Лука 22, 20 до 40. Вели вака. И кога се навршија деновите за нивното очистување според законот на Мојсей, го донесаа во Ерусалим за да го представат пред Господ, како што е напишано во законот Господов дека секое првородено машко дете треба да му се посвети на Господ и да се принесе жртва, како што е речено во законот Господов, 2 гугутки или 2 гулапчиња. А во Ерусалим имаше тогаш еден човек по име Симеон. И тој човек кој беше праведен и благочестив ја очекуваше утехата Израелова и Светиот Дух беше на него. Нему Светиот Дух му беше открил дека нема да види смрт додека не го види Христос Господов. И потикнат од Духот дојде во храмот, па кога родителите го донесоа детето Исус, за да го извршат со него она што беше вообичаено според законот, тој го зеде во своите раце, го благослови Бога и рече: сега го отпушташ својот слуга во мир, Господаре, според зборот Твој, зашто очите мои го видоа спасението Твое, што си го приготвил пред лицето на сите народи, светлина за просвета на незнабожците и слава на Твојот народ Израел. А Јосиф и мајка му се восхитуваа на она што го зборуваше за него. Па ги благослови Симеон и рече на Марија, мајката негова: еве, овој е поставен за паѓање и издигнување на мнозина во Израел и е знак против кого ќе се говори. А и тебе, самата меч ќе ти ја прободе душата за да се откријат мислите на многу срца. Таму беше и пророчицата Ана, ќерката Фануилова од Асировото племе. Таа беше во поодминати години, а со мажот проживеала само 7 години по моминството свое. Таа беше вдовица на околу 84 години. Не се оддалечуваше од храмот и му служеше на Бога со пост и молитва дење и ноќе. Во тој час пристапи и таа и почна да го слави Господ и им говореше за него на сите што очекуваа избавување во Ерусалим. И кога извршија се по законот Господов, се вратија во Галилеја во градот свој Назарет. А младенецот растеше и крепнеше со духот, исполнувајќи се со мудрост и благодатта Божја беше врз него. Амин. Можам да замислам какво било тоа влегување во храмот на Јосиф и Марија. Тоа било многу адети, многу традиции. Знаете, тоа е затворена заедница, богата со историја, богата со култура,
можете да замислите како сето тоа Марија го примила. Марија, да не забораваме, таа е родител на своето прво дете, мајка на прво дете. Од искуство кажувам, не знаеш многу нешта кога ќе дојде првото дете. Јас знам дека првите 2 недели воопшто не спиев, затоа што мислев дека не треба да спиам. Замислете ја тежината на целата случка. Детето кое таа го има е најавено со ангели. Не знам, дојдоа цареве од исток да му се поклонат. Колку тежина носи сето тоа. И се таа влегува со тоа дете во храмот. Да направи се според Божиот закон. Дојде да одаде чест на Јахве. Замислете како бил храмот во тој момент. Илјадници луѓе, цело време има луѓе во храмот. Некои носат животни, некои продаваат нешта, жртви, многу зборуваат за некои нови политики, вести, знаете, тогаш немало интернет како сега. Тогаш веста можеш да излезеш да ја најдеш, не те наоѓа веста тебе кај што си седиш дома на твојот смартфон или на компјутерот или на таблетот. Значи, имало многу што се случувало во тој момент, многу прославување, славење, обреди, што ли све немало тогаш. Може да замислам само толпа, многу луѓе, галама, прашина, мирис, звуци, преплавено и тие луѓе кои доаѓаат од едно рурално место, доаѓаат во таа метропола во тој момент, како што верувале во тој момент центарот на светот, папокот на светот, и сега доаѓаат да му одадат чест на Јахве. Во храмот имало разни луѓе, богати луѓе, сиромашни луѓе, обични луѓе, религиозни луѓе, војници, просјаци, млади, стари, секакви имало. Едноставно, храмот бил центарот на светот во тој момент. Ти доаѓаат во храмот да направат 3 нешта. Очистување, откупување и посветување. Првото нешто е очистување на Марија. После бременоста и после целиот тој циклус кој Марија го имала според Божиот закон во Левитска глава, во Левитската книга 12-та глава, таму е запишано кој обред треба да го направи жената за да помине низ тоа очистување и да може да пристапи на храмот, да може да пристапи на телото на народот. Го имаме вториот обред кој е откупување на првородениот. Тоа се случува, првиот запис за откупување на првородениот го гледаме во книгата Излез 13-та глава, а тој е моментот кога Господ ја воспоставува Пасхата, пасхалната вечер. Тој е моментот пред ангелот на смртта, ангелот уствари Господ да го посети целиот Египет додека израелците беа во робство, и тој моментот пред израелците да бидат ослободени од египјаните. Тие седат во своите домови со вратите премачкани со крв и го јадат пасхалното јагне, спремни да го напуштат Египет слободни рано изутрина. И тој моментот во кој Јахве им кажа на израелците: од сега натаму, затоа што јас ги откупив сите твои првородени, сите тие припагаат на мене и ќе ги откупиш. И Господ им дава една јасна препорака како тоа се случува. Значи, очистување на Марија, откупување на првородениот, и третото нешто што го носат е посветување на првородениот. Тајна историска пракса која има посветување на првородениот доаѓа од прва Самуиловата книга, во првата глава, кога мајката на Самуил го носи Самуил да биде посветен во храмот и го посветува на тој назарејски ред. На еден сличен начин Марија и Јосиф го посветуваат својот првороденец во Божјата служба. Марија и Јосиф во целата галама избрка. Тие се потрудија се што е според законот Божи да биде исполнето од почеток до крај. Ако го слушате внимателно текстот, писателот Лука го спомнува Божиот закон честопати. Ги прават тие обреди според Божиот закон, да го исполнат се што треба според Божиот закон. Лука тоа честопати го нагласува. Тој е еден интересен, како да кажам, применливо е тоа за нас, тоа е дека ако веќе си тргнал по Божиот пат, немој да се раководиш според твоите променливи чувства или да базираш твоите уверувања на што треба, како треба, од слушнал, не разбрала, рекла, казала или од тоа што е напишано на интернет. Местото каде што можеме да се дојде до информации за животот со Бог, може да се најде само во Божиот закон, во Божиот збор.
онака како што Јосиф и Марија го живеа својот живот. Божјиот пат се наоѓа само во Божјиот збор. Читајќи го Божјиот збор секојдневно, Бог од време на време ќе те изненади со случки, настани во кои ќе ти открие дека тој чекори со тебе секој ден. Од време на време ќе сватиш дека не си сам во тој од, не си сам на тој пат. Тоа може да го искусат и Јосиф и Марија. И сега за Јосиф и Марија. Тие не знам на кој начин пристапиле во храмот, не знам како оделе, дали само уверено, не знам како оделе, едноставно одат со тоа едно мало бебенце, кревко бебенце, одат во храмот да биде посветен Исус. Одиш во храмот и отеднаш еден стар човек доаѓа, ти го зива детето од раце, го крева детето, збори нешто за него, доаѓа некоја стара жена, почна да пее за детето, па сигаш, може и така треба да биде. Појма не, прво дете, врскане, може така старите така прават во храмот. Сликата на Симеон е многу јака слика. И како што верувам дека веќе претпоставувате, денес сакам да зборам за споредната улога во приказната на Исус која ја има Симеон, стариот Симеон. Симеон стар човек кој верувам дека честопати бил во храмот, зборувал со старите луѓе, одел бавно, зборувал бавно, но одеднаш го гледа тоа едно мало бебенце. И Симеон потрчува, станува брзо, потрчува, го крива тоа бебе, се радува. Нешто ново го исполнува неговото срце. Семејство кое можеби секој го игнорира, Симеон не го игнорирал. Видел нешто посебно во тоа семејство. Симеон. Во 25 до 38 стих можеме да видиме неколку работи, важни збора кои се појавуваат во врска со Симеон и неговиот повик. Симеон е доста често име во тој момент во Израел и се наоѓа на многу места, многу луѓе се викале Симеон, како што не знам, најчестото име во светот моментално е Марија. Марија има многу жени се викаат Марија. На сличен начин во тој контекст Симеон бил често име. За Симеон се збори дека во текстот кажува дека бил праведен. Тој бил праведен. Текстот користи еден друг збор кој се вика благочестив. Тоа значи дека тој се држал добро или му биле важни тие религиозни работи. Тој се грижал за тие сите религиозни работи, обреди. Тој бил побожен човек. Таков бил Симеон. Тој чекал нешто. Тој бил стар човек и бил во едно исчекување. А бил во исчекување на утехата Израелова. Утеха. Тој збор утеха на грчкиот зборот параклесис, тоа значи дека како да кажам, зборови на утеха, некој кој ти дава совети, некој кој стои до тебе, кој те охрабрува, некој кој буквално смисло на зборот ти е подкрепа, стои до тебе. И тој збор е многу поврзан со еден друг збор кој ти што слушале неколку проповеди до сега, можеби ќе го слушале зборот параклетос. Параклетос во суштина е зборот кој Исус го користи за ветувањето од Таткото или за Светиот Дух кој во нас кој наше наследство. Параклетос, Светиот Дух, оној адвокатот, оној утешителот кој со нас стои цело време. Тука е кажано дека Симеон го чекал параклесис, ја чека утехата Господова за својот народ. И кажа дека Светиот Дух бил врз него. Светиот Дух бил еден постојан придружник на Симеон. Симеон, гледајќи го тоа мало бебенце, тој почнува една доксологија, една песна на прослава. Тој вели, се радувам Господи, затоа што го видов Христос Господов или го видов Божиот избавител според Твојот збор. Сега го отпушташ својот слуга во мир. Го отпушташ својот слуга во мир. Тој идиом отпушташ својот слуга во мир, затоа што значи ја означува физичката смрт после долг и среќен живот. Тоа го означува тоа. Вели го отпушташ својот слуга во мир, затоа што го виде твоето спасение според твојот збор. Нагласокот тука во овој текст е
е тоа што Симеон го гледа Божјото спасение во тоа мало бебе. Зошто е тоа важно? Знаете, има многу приказни кои кружеле во новиот завет на почеток, посебно на почетокот во офорената црква. Кога Исус станал Христос? Тоа е многу важно прашање. Дали тој станал спасител кога се крстил? Дали тој станал спасител кога умрел на крстот? Дали тој станал спасител кога воскреснал? Во кој момент Исус станува тоа Божјо спасение, го добива тој Божји идентитет? Симеон во таа една прва приказна која да кажеме речиси незначителна, можеме некој ќе каже. Симеон открива нешто многу важно. Христос не станува или не го заслужува мисијанството, туку тој е Месијата од самиот почеток. Интересно. Исус не го заслужува или не го заработува месијанството, туку тој е Месијата од самиот почеток, од само бебенце, од моментот кога Исус и немал некоја контрола врз себе, врз настаните. Симеон го препознава тоа дете и вели тоа е спасението за Израел, тоа е славата на Израел, тоа е спасението за целиот свет, за сите народи, за сите незнабожци, не само за евреите. Верувам дека дури и Симеон не разбира во кои пропорции Исус е Месијата, е спасител за сите народи во овој свет. Интересно е дека 33 стих вели, а Јосиф и мајка му се восхитува на она што зборуваше за него. Или освен зборот восхитува, може да стои зборот беа зачудени за тоа што се зборуваше за Исус. Моето прашање, а зашто беа изненадени Јосиф и Марија? Зарем не знае за кој станува збор? После толку ангели, после тие пастири, после тие мудреци, после Елисавета, што ли све немаше за да биде најавен Исус? Зошто беа изненадени? Знаете, Симеон е уште еден доказ за една важна работа која Бог ја има према нас. Симеон е доказ за Божјото трпение за нас и за Божјата благодат врз нас. Знаете, кога нешто големо ново доаѓа во вашиот живот, може би знаеш се за тоа нешто ново кое доаѓа, дека е големо, дека ќе промени се во твојот живот, но едноставно понекогаш е тешко да ја разбереш ситуацијата, вистински се додека не ја искусиш. Ние можевме да читаме за нашето прво детенце, што се тоа значи, како ќе изгледа светот околу нас, што тоа ќе промени во нашиот дом, но во целост не можеш да го знаеш, што се дека тоа прво детенце од болницата не излезе и не влезе во нашиот дом. И да видиме како нашиот живот ќе се промени. Знаете, по прашање на Јосиф и Марија, Бог беше трпелив и ги охрабруваше и ги обучуваше цело време. Не беше само ангелот на почетокот, иако и тоа е ептен голем знак, доволен знак да го имаш. Да имаш ангел на почетокот кој ќе го најави твоето бебе. Што повеќе сакаш? Не беше само ангелот. Беше и Елисавета со нејзиното сведоштво. Беа и мудреците, беше звездата, беа пастирите, па беше и Симеон со својот хвалоспев. Беше и пророчицата Ана со нејзината песна. Бог го прати Симеон кој пророчки повторно нагласи колку е важен Исус. Бог не ги остави Марија и Јосиф на случајност. Тој трпеливо ги водеше во секој чекор по патот по кој тој ги повика да одат. Тој е прекрасен пример за тоа што значи одењето по Божјиот пат. Нема гаранции дека ќе биде лесен и безболен. Знаете, нивниот пат не беше лесен, не беше безболен. Самиот момент дека Марија беше трудна, значеше, како да кажам, не знаеш што те следи, голем ризик е тоа. Но Бог беше со нив секој момент. И продолжува пораката, вели, па ги благослови Симеон и рече на Марија мајката негова: еве, ова е поставен за паѓање и издигнување на мнозина во Израел и е знак против кого ќе се говори, а и тебе самата меч ќе ти ја пробуде душата за да се откријат мислите на многу срца. Како и Симеон, дали го препозна детето Исус во твојот живот? Дали го препознаваш детето Исус во приказната? Дали препознаваш со какви огромни благослови
но и предизвици носи животот со Исус. Дали си свесен дека нема се да е розово и со пеперутки? Знаете, христијанскиот живот не значи дека секи биде лесно од сега натаму. Знаеш ли дека тоа мало бебе ќе ги тестира срцата на луѓето, вклучувајќи го и твоето срце? Сепак, имајќи ја целата слика, дали сметаш дека Исус вреди? Дали сметаш дека Исус вреди да му го дадеш твоето срце на Него? И завршниот дел од оваа проповед се последните 2 стиха. Вели, и кога завршија се по законот Господов, се вратија во Галилеја, во градот свој Назарет, а детето растеше и крепнеше со духот, исполнувајќи се со мудрост и благодата Божја беше врз него. Животот на Јосиф и Марија почнуваше и завршуваше со Божјиот закон. Нивната доверба и предаденост на Бог со цело срце може да се видат во овој текст. Цело време нивниот фокус беше Бог, беше Јахве, заветот и законот кој Бог им го даде во доверба. Ги повика во еден таков животен стил. Тие тоа го правеа, тие така живеа. Изборот за Јосиф и Марија, тоа не беше случаен избор. Може би сега што е како некоја лотарија, Бог некако мафта со прстот се падна на Марија, се падна на Јосиф и тоа е тоа. Изборот не беше случаен. Бог ги знаеше нивните срца. Детето Исус беше изложено на однесувањето на неговите земни родители. Тој тоа го гледаше. Знаете, родителите многу влијаат на децата. Така да Исус беше изложен на однесувањето на своите родители. Јосиф и Марија и нивната најголема загриженост и исполнувањето на Божјиот закон, исполнувањето на заветот кој нивниот народ го има склучено со Јахве. И тоа беше многу важна карактеристика според која Бог ги одбра нив. Ние живееме пред публика од еден. Така вели еден писател на една песна. Божјото мислење за тебе е најважното мислење кое тебе треба да те интересира. Во целата приказна за раѓањето на Исус, Божјото мислење беше најважно. Без разлика на последиците кои Јосиф и Марија можеа да ги претрпат, во тој контекст тие има мир, бидејќи нивните мисли беа насочени кон Бог и неговиот завет. За овој Божик јас имам еден предизвик за сите нас. Нека овој Божик, по примерот на Јосиф и Марија, по примерот на пророчицата Ана и по примерот на стариот Симеон, ја видиме важноста на раѓањето на Исус. Исус е важен. Нека овој Божик нашата посветеност и предаденост е целосно на Бог, кој по благодат не повикува, не подкрепува и не води во нашиот животен пат. Секој чекор од таа патешествија не си сам. Бог е со тебе. Нека овој Божик, како и пророчитата Ана, разгласим на секаде дека Исус е спасителот на светот и дека со вера во Него и делото кое тој го заврши на земјата, ние имаме вечен живот. Нека сознанието за Исус ни донесе мир во секоја околност од нашиот живот. Нека Господ Исус Христос остане со сите вас. Христос се роди. О, света ног, во сјај се сите звезди, се роди Спасител за сиот свет. Беше во грев и в робство сета земја, но тогаш Бог го даде Синот свој. Во скромни јасли царот наш се роди. О, каква милост, Бог се јави сам. Чуј сладок звук, о небесните
Чуй